Многу често сродните души мислат дека се души близнаци. Значи, видете, во последно време терминот сродна душа често го слушаме, неколку години наназад, така интензивно. Soulmate, како што би рекле многу зборуваме, да, за вибрација, зборуваме за фреквенции на душата, за енергија. Меѓутоа, сродна душа не е исто што и душа близнак, затоа што во животот на луѓето постојат различни врски, различни релации на дружење. Значи не мора секогаш тоа да е романтична љубов. Тоа може да е ваква пријателска, љубов која што насекаде и секаква. Меѓутоа, кармичките врски, зборуваме сега за онаа љубов меѓу маж и жена, се врски кои што носат некаква карма или товар од претходниот живот, и луѓето во кармичките врски ги учат најсилно лекциите во својот живот. Сродните души се многу чести. Тоа се наши роднини, пријатели, нашите деца, нашите родители, познаници кои што спонтано ги среќаваме, па кога ќе кажеме на прв поглед се привлековме, значи ние сме иста крвна група. Има симпатија тука голема. Енергијата, да, тоа се сродни души и тие ги има многу и сега најчесто во брак. Според некои анализи кои што ги правев, истражувања за романот, многу луѓе се во брак со сродна душа. Сега, тој брак не мора да е, мислам, непријатен, може да биде и многу пријатен и убаво да се изживее, но не е исто со бракот кога сте во брак со душата близнак. Ајде да огапнеме една. Што представува таа душа близнак? Тоа сакав да го нагласам, значи душата близнак, прво, како термин треба да го објаснам малце за сега накратко колку можам во романот. Кратки црти, да. Да. Душата близнак, знаете, според ова не е нова филозофија, уште Платон знаел за душата близнак.